В недела на 23 јуни со почеток од 21 часот во градскиот парк ќе почне забавата со музика од култните цртани филмови од земјите од источниот блок, кои што го одбележаа детството на генерациите од 70-тите и 80-тите години од минатиот век. Балтазар, Њу погоди, Козле Бозле, Густав Мечето Ушко и многу други ќе бидат дел од првиот концерт Филхармонија на отворено, што се реализира во соработка со МКЦ и со градот Скопје. На овој концерт посетителите на градски летен парк ќе слушнат уникатна изведба на симфонискиот оркестар и на хорот, проследени со специјална видеопроекција на огромни платна и светлосен дизајн. Сето тоа во знакот на старите добри и култни цртани филмови. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов заедно со директорот на Националната филхармонија Виктор Илиевски денеска ги соопштија деталите и ги поканија граѓаните на овој концерт. Така што граѓаните ќе имаат можност на овие два концерти да уживаат навистина во прекрасните изведби на веќе најавените, да речам, веќе најавениот репертоар, и тоа се концерти кои што е првиот на 23-ти ќе ги спои сите генерации, нешто што кога и јас и другите одека биле млади, ама нешто што и за сегашните млади е, да речам, исклучително важно или препознатливо во смисол на цртаните филмови. Така што ќе добиеме едни прекрасни аранжмани под диригентската палка на маестро Джијанов дека на 23 ќе биде изведена музика од цртаните филмови Балтазар, Њу погоди, Как казаки, Козле Бозле, Густав, Мечето Ушко и слични, кои што мислам дека како такви, како феномени во уметноста на цртаните филмови, кај секој човек нудат спомени без оглед на неговата возраст и нудат емоции кои што се секако позитивни. Аранжманите за музичките теми ги направи Владимир Николов, а оркестерот ќе настапи под диригентската палка на Џијан Емин. Шилегов посочи дека градскиот парк е место за забава и рекреација за сите граѓани. Поради тоа, градот Скопје континуирано работи на реконструкција на тревниците, одржување и чистење на езерцата, поставување нова урбана опрема, како и на воведување нови услови за продажба на пијалоци и храна.